Здраво, мои умни другарчиња! Јас сум Логи, вашето верно моливче. Врзете се, полетуваме заедно во уште една нова авантура. Ке прошетаме низ многу далечни земји, замоци и кралства. Ке дзирнеме во волшебната шума. Ке научиме како доброто секогаш го победува злото. И ке полетаме со нашиот голем магичен килим. Тука сме да се забавуваме и да учиме со ликовите, кои живеат на страниците од најубавите детски сказни. Јас ке пишувам, а дедото ке ви раскажува за трите прасиња. Некогаш одамна, на крајот од селото, во свињарникот на еден селанец живеела мајката прасица со своите 3 сакани прасиња. Уште кога биле мали, мајката забележала дека нејзините палавковци се различни според карактерот и однесувањето. Најстарото прасе било љубопитно, вредно и снаодливо. Уште од мало се интересирало за многу работи. Во джеповите постојано носело мајсторски алат, клешта, чекан, шајки и разни дребулии. По цел ден поправило се што ќе се расипело или ќе се скршело. Им помагало на сите и затоа било омилено меѓу роднините, пријателите и соседите. Мајка му се гордеела со него. Неговите помлади браќа не биле толку вредни. Тие повеќе сакале да се валкаат и спијат по пластовите сено и да рибарат во потокот, врзувајќи канап со јадица на нозете. Работеле само кога морале и кога нивното учество во некоја работа било неопходно. Мајката постојано им зборувала дека треба да почнат да учат сами да работат и да се снаоѓаат во животот. Мили мои прасенца, вие уште од сега ќе морате да се грижите за себе, да си помагате еден на друг и да живеете сложно како вистински браќа. Угледајте се на вашиот најстар брат. Јас најмногу сакам да лежам во сеното и да гледам како летаат птиците и пеперутките. А кога ќе треба нешто да се направи, ќе го повикам бато да ми помогне. Мамо, јас уживам да гледам како жубори по точето и да фаќам риби со јадицата. Има време, кога ќе пораснам ќе научам како се работи. Кога пораснале прасињата, дошло време да се одделат од мајката и да се изградат свој дом. Бидејќи биле многу приврзани едни кон други, тие одлучиле своите нови куќерки за живење да ги подигнат една до друга, за да можат во случај на неболја меѓусебно да си помагаат. Решиле да ги изградат на полјанката пред големата јасенова шума. Секој од нив сакал сам да си ја направи како што сака и како што знае и умее. Најстарото прасе, бидејќи било вешто во ѕидарскиот занает, си содзидало куќа од тули, убава, висока и цврста, со железна порта која се заклучувала со голем клуч. Браво, бре прасенце, ти си станал вистински мајстор. Не случајно сите те фалат. Куќата ти е супер, ама твоиве 2 братчиња некако тенко ја тераат работата. Отвори очи, посоветувај ги малку. Средниот брат, сакајќи што поскоро да ја заврши работата, ја изградил од јасенови штици и гранки, која се нишала кога ќе дувнел посилен ветер. Третото, најмалото прасе, не сакајќи премногу да се заморува и да губи време, за едно попладне си подигнало куќа само од снопови сено. Мили мои братчиња, кукичките не ви се добро направени. При првото невреме тие ќе се урнат. Не сакам ни да помислам што ќе се случи ако дојде страшниот волк. Ти води си грижа за својата кукичка. Нашите кукички нас ни се добри. Ние одиме да фаќаме риби. И тогаш сите заедно си ја запееа својата омилена песничка. Кој се плаши од волкот лош, 3 за грош, 3 за грош. Кој се плаши од волкот лош, 3 за грош, 3 за грош. Во големата јасенова шума живееја многу крвожедни ѕверови. Еден од нив беше и волкот. За жал, негово најомилено јадење беа прасињата и јагнињата. Еден есенски ден, гладниот волк, талкајки по храна, помина покрај куќата од слама на најмалото прасе. Прииде поблиску и дзирна ни сламата. Внатре во кукичката веселото прасе си подпевнуваше. Кога го виде прасето, на волкот му потекоа лиги од помислата дека наскоро ќе има сладок ручек.
Тој 3 пати силно чукна на вратата. Прасето се стаписа и бидејќи не сакаше да му отвори на волкот, овој го загуби трпението и извика: Сладко прасенце, веднаш отвори ја вратата. Гладен сум како волк. А бре, дете, се правили куќа од слама. Убаво ти велеше брат ти. Твоите рибчиња ли сега ќе ти помогнат? Отварај веднаш. Ако не отвориш, ќе дувам со сета сила и ќе оддувам твојата сламена куќа. Прасето, веќе премалено од страф, не одговараше. Тоа уште повеќе го разгневи волкот. Со првиот обид ги издува лесните ѕидови од слама. На прасето му се пресекоа нозете кога ја здогледа широката зината челуст и големите остри заби на разбеснетиот волк. Сепак собра сили и избега во куќата од штици на својот постар брат. Волкот потрча по него и почна да удира по вратата. Удираше и завиваше. Двете прасиња се стресоа од страф. Волкот почна уште полуто да им се заканува. Прасиња, веднаш отворете ја вратата. Многу сум гладен, толку сум гладен, што би изел вол со се рогови. Да знаете, прасечкото месо ми е омилено јадење. Отворете! Ако не отворите, ќе дувам со сета сила и ќе ви ја оддувам кукичката. Аха, ваму нема да влезеш. Ние нема да те пуштиме. А со сила нема да можеш да влезеш. Што велите, нема да ме пуштите? Нема да сум можел со сила да влезам. Сега ќе видите дали можам или не можам да влезам. Леле, мајко, па овој волк не се шегува. И јас се смрзнав од страф. Еве, дури не можам ништо да напишам. Па дедо, жити Бога, кажи побргу што ќе се случи натаму? Волкот почна силно да дува. Кукичката на средното прасе почна да се тресе и да се навалува. Сега и двете седеа стиснати едно до друго во спротивниот агол на кукичката и не знаеја што да сторат. Волкот дуваше се посилно, а кукичката се занесуваше те на едната, те на другата страна. Кога попуштија штиците, двете прасиња излегоа низ една дупка и со трчање се упатија кон кукичката на најстариот брат. Тој, гледајќи низ прозорецот што се случува, веднаш им ја отвори вратата. Потоа со големиот клуч и ја затвори. Откако се сруши куќата, страшниот волк забележа дека двете прасиња ги нема потурнатините. Веднаш се упати кон куќата на најстарото прасе и со грубо гласиште нареди да ја отворат вратата и да го пуштат внатре. Двете помали прасиња, занемени од страф и без див од бегањето, се беа стуткале крај печката. Најстариот брат, знаејќи дека волкот не може да го урне неговиот цврсто изграден дом, му викна со подсмев: Злобен волку, зошто не се откажеш? Оваа куќа не можеш да ја урнеш. Добро, ако си толку тврдоглав, продолжи да дуваш и да туркаш. Волкот уште повеќе збесна и почна забрзано да вдишува воздух и посилно да дува. Успеа само да го издува правот од прозорците и од вратата. Тогаш реши да се обиде со лукавство да ги излаже трите прасиња да му отворат. Почна да се качува по тулите кон покривот и сакаше преку оджакот да влезе во куќата. Тогаш најголемото прасе им викна на братчињата: Брзо, да го запалиме огнот во огништето. Страшниот волк успеа да се искачи на покривот. Се провре во оджакот и почна да се спушта со задните нозе надолу. Но одоздола огнот се разгоруваше. Големите пламени јазици почнаа да му ги горат нозете и опашката. Волкот почна да вреска од болка и кога се спушти во собата, веднаш отрча кон вратата, ја отклучи и најбрзо што можеше се стрча кон потокот за да го изгаси огнот што му гореше по телото. Во куќата на најстарото прасе почна веселба. Најпосле се спаси од лошиот волк, а тој беше толку многу изгорен и уплашен, што повеќе никогаш нема да му текне на трите прасиња. И откако помина веселбата, седнаа прасенцата и се договорија. Куќата на најстариот брат да ја доградат, да ја прошират и сите заедно да си живеат во неа и да си помагаат меѓу себе. На крајот ја запеја својата омилена песничка. Кој се плаши од волкот лош, 3 за грош, 3 за грош. Кој се плаши од волкот лош, 3 за грош, 3 за грош.
Ти благодарам, Господе, што моето прво синче го создаде толку вредно и умно, да се спаси и себе и своите братчиња. Драги дечиња, посебно братчињата и сестричињата, запомнете ја и никогаш не заборавајте ја поуката од приказната за трите прасиња. Децата уште од мали треба да учат, да бидат трудолюбиви и меѓусебно да си помагаат. И за крај, се знае кој никогаш во животот ниту сака да работи, ниту работи. Тоа е мрзата. Да, Господјата мрза. Тоа беше се за денеска. А дали ви се допадна оваа приказна за трите прасиња? До следната авантура ве поздравува вашето верно моливче Логи. Се гледаме, другарчиња!